Ученици од 6 оделение, добре дојдовте во првата воведна лекција од серијата лекции поврзани со поимот за процент. Првата задача за вас овде е да размислите што е заедничко за сите овие ситуации представени на дадениот слајд. Запишете по едно прашање за секоја од нив. Ги очекувам вашите одговори за време на часот. Во овој дел од денешната лекција ќе научите, односно ќе се потсетите, што е тоа процент, како се запишува и каде се користи во секојдневието. Доколку сакате да ги користите овие интерактивни ресурси, вие ќе треба прво да го погледнете објаснувањето, да се вклучите во решавање на примери, а потоа и задачите. Примерите и задачите дополнително ќе бидат објаснети за време и на часот во училницата. Доколку сакате дополнителна подршка, може да ги користите и овде споменатите дополнителни ресурси, а исто така имате можност и да направите кратка проверка на вашите знаења. Започнуваме со денешната воведна лекција за поимот за процент. Што е процент? Процент е начин на запишување на делот целина, вредност или големина, слично како што тоа го правиме со дропките и децималните броеви. Но, кога запишуваме како дропка, потребно ни е да знаеме колкав е делот што сакаме да го запишеме како дропка и колкава е целината за тој дел. На овој прв цртеж овде имам целина од вкупно 5 дела, а обоен е само еден дел. Тоа представено во дропка е 1/5. Кога запишуваме како децимален број, исто така потребно ни е да знаеме колкав е делот што сакаме да го запишеме, но целината кај децималните броеви мора да се состои од вкупно 10, 100 или 1000 еднакви делови. Еве, например овде, целината ни е поделена на 10 дела, а нам ни се обојани само 2. 2 од вкупно 10 или тоа е 0,2. И сега, кога запишуваме како процент, целината мора да се состои од вкупно 100 делови. И кога 20 дела од вкупно 100 ни се обоени, ние велиме 20% од фигурата е обоен. Следна ваша задача е да ги погледнете примерите дадени овде. Еве, како се запишува во проценти? Во едноставен случај, за да запишеме во проценти, прво проверуваме дали целината е составена од вкупно 100 дела и броиме колку дела од нив сакаме да ги представиме како проценти. Еве, доколку од вкупно 100 лица имаме 50 насмевки, велиме имаме 50% насмевнати лица. 50 од вкупно 100. Доколку имаме 75 насмевки од вкупно 100 лица, тогаш велиме 75% лицата се насмевнати. Доколку па 99 насмевки имаме од вкупно 100, тогаш велиме имаме 99% насмевнати лица. И 100% насмевнати лица имаме кога 100 насмевки имаме на вкупно 100 лица. Односно 100 од вкупно 100 велиме 100% насмевнати лица или едно цело. Пред да преминеме на решавање на дадените примери, уште еднаш да запомниме. Процент е еден од начините за запишување на вредност од целина. Кога користиме проценти, целината е составена од 100 еднакви делови.
1% е еден од вкупно 100 делови, 1 цело има 100%, 100 од вкупно 100 делови. 30 од вкупно 100, велиме 30%, 2 од вкупно 100, велиме 2%, и 33 од вкупно 100 се 33%. Процентите ни кажуваат колку од вкупно 100. Примерот 1. Е задача во која што ние треба да одредиме која е примената на процентите на дадените слики. Дадени се 8 слики и на секоја од нив го гледаме записот процент. Зошто? Што покажува? Дали може би покажува состав на производ, анализа на податоци во диаграм, намалување на дадени цени, анализа на фудбалска игра, издржливост на батерија, банкарска камата или може би распродажба. За секоја од овие слики вие ќе треба да ја поврзите соодветно со она за што го среќаваме процентот од записот за процент на неа. Може би анализа на фудбалска игра или пак намалување на дадени цени. Доколку го решавате во електронска форма, кога ќе кликнете на Finish, имате опција да ги проверите вашите одговори. Примерот број 2. Од нас бара да одредиме колкав дел од дадената фигура е обоен во секоја од боите, но во проценти. Во црвена боја е обоено едно квадратче, проверувам, вкупно има 100. Едно од вкупно 100 е 1%, или заклучувам, 1% од оваа фигура е обоен во црвена боја. Тоа се примерите кои што вие ќе треба дома да ги решите целосно, а преостануваат уште и задачите. Имаме 4 задачи, кои што ќе ги решаваме на часот. Слободно можете вие да ги погледнете, разгледате, размислите дадените задачи и дома, а потоа на часот да прашате што вам не ви е јасно. Еве ја една, првата од дадените задачи. Еве ја и втората задача, која што пак е слична на она што го решававме како пример, со тоа што сега овде немаме опција да бираме, но ние сами треба да одредиме колку треба да запишеме во квадратчето, кое што бара да одредиме колкав дел од фигурата, запишан како процент, е обоен во соодветната боја. Задачата број 3 пак бара, нели сега тука, да видиме кои од следниве тврдења се точни и да најдеме соодветно објаснување доколку тврдењето е неточно. Каде е направена грешката? Со кликнување на стрелката избирате Т за точно и Н за неточно, а исто така и имате објаснување на грешката. Доколку е точно, полето за објаснување е празно поле, а доколку не, внимателно одбираме кое е вистинското објаснување на направената грешка. Задачата 4 пак од вас бара сега да решиме една задача во која што имаме ситуација прикажана преку текст. Од вкупно 100 поени, Милена тестот по математика освоил 73 и сега прашањето е како можеме ова да го запишеме како процент, односно освоените поени да ги изразиме во проценти. Ве охрабрувам, доколку имате потреба за дополнителна поддршка, да ги последите и овие овде дополнителни ресурси. Една интерактивна алатка за визуализација на проблеми, лекција објаснување и едно видео објаснување
за она што до сега го зборувавме, односно што е тоа процент. Уште еднаш, процент е начин на запишување на вредности големина, но кога запишуваме како проценти, целината мора да се состои од вкупно 100 делови. Ви благодарам за вниманието, решете ги дадените примери на вашите листови и продолжуваме со решавање на задачи во нашата училница.